Ни разговор ќе водиме со Јасмина Дамјановска, наша колешка и личност од Архивот на Република Македонија, која ја уреди ова изложба овде во Diamond Hall во Скопје. Јасмина, добар ден и сакам да ни кажете околу уредувањето и значењето на ова изложба која видовме и привлече еден голем број на љубители на изложбите овде во Мелбурн, која и исто така сакам да споменам дека овие се неретки изложби, односно многу ретки или први кои ги направивте вака во публично, во јавно, во шопинг центрите. Да, овој пат, односно оваа година, решивме малку да излеземе од онаа изолираност на музеите, затоа што некако музеите стана еден затворен круг на посетители. А овде има можност да се направи подостапна самата изложба, затоа што навистина и вреди оваа меморија да биде видена од повеќемина. Затоа и овој јубилеј 110 години од формирањето на Македонскиот фронт, како и претходната изложба која што имавме по повод 80 години од завршување на Народно-ослободителната војна, решивме да ги поставиме во просториите на трговските центри, за да може јавноста многу повеќе да ги запознава темите и културното наследство кое што Државниот архив го поседува во своите депоа архивски. Ова беше една навистина иницијатива да се покаже што за Првата светска војна практично поседува Државниот архив, но што и се наоѓа во кај приватните иматели, а кои што ја понудуваат несебично својата соработка во предавање на тој материјал на самиот архив, затоа што без нивната соработка не ќе се ни постигнеше ова, како што кажа професор Каталина, индивидуална, колективна и групна меморија да се представи, односно она замрзнување на моментот преку фотографијата во тој временски период кој што се доживува за време на фронтот, кој што се доживува во секојдневието меѓу цивилното население, меѓу војното население, меѓу самото боиште, да биде зачувано и да биде овековечено за генерациите кои што следуваат понатаму. Како се вика изложбата? Изложбата е токму со наслов Македонци, Македонија и Македонскиот фронт низ објектив. Затоа што тука ја имаме меморијата на француските војници, имаме меморијата на германско-бугарската армија, на руската армија и на српската армија. Некои од сликите гледам дека се во село Велушина, Битолско. Да, во село Велушина, таму сликале француските војници кои што поминувале ни самиот фронт, биле сместувани таму, така што еве она што значи секојдневие тие го имаат забележено меѓу самото работно население, меѓу нивната традиција, нивните обичаи, затоа што има сликано и свадби, има и погреби сликано, ја има сликано и модерната и традиционалната носија, така да за нив беше важно и тоа секојдневие, не само воените боишта, туку и она што фронтот значеше меѓу секојдневието на населението. Така, уште сакам на крај да вие знаеме сега дека архивот на Македонија е носител на овие изложби, меѓутоа спомнате дека имате и приватни лица. Имињата сакам да ги спомниме. Владко Милошевски, Димитар Ратајковски, Кирил Вангелов. Добро, Златко е во Холандија. Владко Милошевски во Холандија, тој е еден страствен колекционер, пасионер, кој што вложува многу во зачувување на македонското наследство, кој што се наоѓа надвор од Македонија. Вложува своји сопствени средства и сили за да може тоа да биде зачувано, откупено и донесено тука во Македонија. Димитар Ратајковски исто така сега работи во Културниот информативен центар во Истанбул. Исто и така тој како дел од својата приватна ангажираност како колекционер пронаоѓа она што е разнесено низ светот. И самата изложба практично покажува дека ние имаме многу низ светот, затоа што тука беа концентрирани многу воени сили, а сите тие ги понесоа тие моменти со себе. Така да имаме и во Америка, не го спомнав и фотодокументаристот Мерл Левој, кој што преку Црвениот крст беше тука, не, овде е тој, овие се неговите паноа, кои што со Црвениот крст успеа да дојде тука во Македонија и да забележи сето она што се случуваше во тој временски период. Така да навистина покажува што практично ние се уште имаме во светот за Македонија. Така, ви благодариме многу, многу убава изложба и
поучна изложба, нови документи кои треба да ги знаеме македонците и нели како што рече професорката Наташа, архивот е паметот на една држава. Апсолутно да. Меморијата, паметот и сршта, односно како би се зачувало името Македонија и македонци ако не постои документацијата која што ја чува државниот архив.